Речиси 700.000 евра, толку тежат злоупотребите во Прилепската болница Борка Талевски, за кој обвинителството отвори истрага против 25 лица и 7 фирми. Во неа се опфатени поранешната директорка, раководни и вработени лица во болницата, како и управители на фирмите преку кои, според сомнежите, се изведувале сомнителни набавки и незаконски исплати. За 6 мина се бара притвор, за 19 се предложени мерки на предпазливост, а дел од фирмите ќе имаат забрана да учествуваат на јавни тендери. 9 лица ќе се гонат по скратена постапка. Се сумнича дека преку јавни набавки за услуги кои не биле извршени, осомничените создале шеми со кои за себе или за други лица прибавувале значителна имотна корист, а на болницата и нанеле сериозна финансиска штета. Осомничените, меѓу кои поранешната директорка, раководители и други вработени во болницата, но и управители на осомничените правни лица, преку постапки за јавни набавки, за сервис на моторни возила, чистење на работните простори, сервис на водоводна мрежа, молеро-фарбарски услуги, физичко обезбедување, реконструкција на инфективното оделение, односно преку неизвршување на договорените обврски и незаконски промени на налози за исплата, предизвикале вкупна штета на буџетот на болницата Борка Талевски од 42.726.978 денари, соопшти од обвинителството. Осомничените лица во текот на ноќта и денеска беа изведени пред Прилепскиот суд, откако финансиската полиција влезе во болницата по наредба на обвинителството за наводни злоупотреби. Тие се товарат за повеќе кривични дела, злоупотреба на постапка за јавен повик, проневера во службата, несовесно работење, злоупотреба на службената положба и овластување, фалсификување или уништување деловни книги и други дела за кои дел од осомничените обвинителството се уште ги испитува. Ова истрага доаѓа неколку месеци по претресите на 8 локации во Прилеп, спроведени во рамките на предистражната постапка. Сегашниот директор, откако ја презеде функцијата лани, неколку пати јавно изјави дека ја наследил болницата со долг од нешто над 190 милиони денари. Тамара Дичовска, Сител телевизија.